Јас ке имам можност за неколку часа од сега на господинот Рикер да кажам кој игра политички игри во оваа држава и ќе се надевам дека ќе имам можност детално да го образложам сето тоа. А господинот Рикер како искусен дипломат, слушајќи ги двете страни, и страната на владата и страната на опозицијата во оваа држава, се надевам дека ќе донесе правилна одлука. Господинот Рикер, ќе повторам, ниту во еден момент не рече дека опозицијата треба да се однесува по принципот земи или остави. Искусни дипломати и луѓе кои што се едуцирани во демократски средини не размислуваат како Зоран Заев, кој што сака да наметне нумие и цензура на слободната мисла во Република Македонија. Така што, јас ви уверувам дека не постои друга, поконструктивна улога на опозиција, нити пристап од овој кој што го прави ВМРО-ДПМН. Ние тука веќе не можеме да дискутираме за конструктивна опозиција. Треба да се отвори прашањето дали владата е конструктивна. Дали ВМРО-ДПМН како опозиција во држава, во Република Македонија, беше потенцирана од страна на високи представници од Европската комисија години наназад, како конструктивна опозиција, како опозиција која што беше директно вклучена во изработка на реформските закони, а потоа и нивно носење во рамките на парламентот. Дали во рамките на Бундестагот имаше на отворена сцена признание за оно што го направи ВМРО-ДПМН во носењето на законите од безбедносните служби? Одговорот е да. Така и сега. Откако видовме дека владата е неконструктивна и единствена цела е пресметка со политичките неистомисленици, заштита на криминалот и корупцијата, заедно со експертската јавност, заедно со луѓе од фелата, партиските капацитети, изработивме решение. Ајде да дебатираме за квалитетот на решението